што воопшто нема пратеници од власта, пратениците кои што всушност одлучуваат кои ќе бидат следните уставни судии. Вака битна тема која што се држи веќе повеќе од една година во македонската јавност. За да направам една ретроспектива, би рекла дека за прв пат темата за уставни судии, барањето за свикување на оваа седница започна пред околу една година. Пред околу една година за прв пат се собравме на една комисија, на која што тогаш председател беше сега градоначалникот Костадин Костадинов, и тогаш се беше првиот обид за да отпочнеме со избор на овие лица, можеби не истите, меѓутоа дел од нив се токму истите, кои што имаше барање да бидат предложени од страна на комисијата. За жал, настана одредени околности и до ден денес имаме јавни повици од страна на председателката на Уставниот суд да бидат избрани овие тројца уставни судии, бидејќи не може да продолжи да функционира Уставниот суд онака како што треба. За жал, некои резултати посебни од работата на Уставниот суд можам слободно да кажам дека немаме видено. Практично во јавноста не може да излезе ниту да се пофали со одредена транспарентност председателката Кацарска, бидејќи знаеме на кој начин работи, на кој начин функционира Уставниот суд. И најнапред би сакала да спомнам дека тоа што овие биографии на лицата кои што треба да бидат избрани на уставни судии би се придружиле на останатите уставни судии, не верувам дека ќе ја подобри работата на Уставниот суд, заради тоа што знаеме, односно знае и целата македонска јавност, дека тие се на овој список, тие се предложени од страна на претениците на СДСМ, бидејќи се наградени за некоја своја работа. Жалам што сето ова морам да го зборувам од оваа говорница во парламентот, во собранието, во домот на граѓаните, бидејќи многу често од оваа говорница се кажуваат одредени декларативни изјави, заложби, ветувања дека само што не почнале реформите во судството, само што не почнавме со ветингот во судството, само што не предложивме нови закони, гледавме и одредени пратеници од помали политички партии како декларативно се залагаат, меѓутоа еве ќе имаат прилика сите пратеници да гласаат понатаму на пленарна сала и сега на оваа комисија, да гласаат за избор на овие лица и можеби ако навистина не се согласуваат со целиот овој исполитизиран начин на постапување, може да го покажат тоа, впрочем можат да одлучат да не гласаат, односно достоинствено да покажат дека еве и самите ќе дадат свој придонес во реформите кои што треба нужно да следат. Сакам да направам и една компарација, меѓутоа ќе се обидам и да бидам кратка, би рекла и за неказнивоста и за неодговорноста на овие 9 луѓе кои што седат и работат во Уставниот суд. Впрочем, во македонското законодавство нема утврдено никаква контрола и никаков надзор над овој суд, односно ниту едно судско тело, ниту некој може воопшто да утврди
дали тие работат транспарентно, дали тие работат отчетно, дали завршуваат предмети онака како што треба, односно тие се последната инстанца во македонското судство и впрочем најчесто се праќаат лица кои што ќе бидат заштитени како народски кажано бели мечки. Биографиите кои што ни беа доставени, а посебно предлозите од страна на власта, се според мене катастрофални и скандалозни. Љубомир Јовески е познат на целата македонска јавност и веќе долго години успешно плива во својата функција. Впрочем, тој е државен обвинител во Република Македонија и ако досега зборувавме често на Комисијата за политички систем дека јавните обвинители се тие кои што не носат никаква одговорност за довербата во судството, кој што е 8%, еден голем дел дека е резултат и на неговата работа или не работа, како сакате може да речеме. И сега наеднаш овој човек кој што го дотолчи македонското судство треба да стане уставен судија. Исто така има една биографија на некоја Татјана Васик Бозаджиева, лице кое што според кратката биографија покажува одредени своји карактеристики, одредени своји способности, меѓутоа во ниту еден момент од оваа биографија не може да се види дека го познава Уставот и би го штитела Уставот и би носела или би придонела, би ставила посебен придонес во работата на Уставниот суд. Спротивно на сето тоа, имаме биографии и денес ја разгледуваме биографијата на почитуваната професорка доктор Родна Живковска. Впрочем, ми беше и професор на правниот факултет. Можам да речам дека истакнат правник е малечок збор опишувајќи ја нејзината и личност и нејзината кариера, едноставно покажува дека таа целиот свој живот го има посветено на правото и јас верувам дека со својата стручност и компетентност истата би придонела во предок, односно би придонела во успешно завршување на одредени постапки во Уставниот суд. Меѓутоа, жално е тоа што карактеристиките на кандидатите за уставни судии не важат во ова собрание. Жално е тоа што воопшто не цени никој по свое видување, туку се цени по партиска наредба и жално е тоа што уставни судии ќе станат лицата кои што добиле поддршка од партиите кои што се на власт. Пред отпочнување и во оправдувањето од страна на претседателката на оваа комисија дека толку долго траеше целиот овој процес за да конечно отпочнеме со разгледување на овие биографии, рече дека нема добиено предлог за уставни судии. Верувам и дека во нашиот деловник, односно во сегашната пракса, не е добро уредено сето ова, бидејќи не можете да кажете дека немате добиено предлог, бидејќи предлозите треба да произлезат од пратениците, а не од партиските штабови и од меѓусебните коалициски договори на власта, односно на партиите кои што се на власт. Што и да зборувам, колку и да ја читам биографијата на почитуваната професорка, која што е редовен професор на правниот факултет Јустинијан I, нема да ги разубедам колегите, бидејќи не се и тука тие што треба да гласат, и затоа, бидејќи однапред се знае и тоа како ќе биде резултатот
од целата ова процедура, јас би завршила со тоа што би рекла дека секој може да одлучи да придонесе со свој учинок во спротивставување на вакво дејствување и бирање на уставните судии. Пратениците можат да одлучат и да не гласаат, доколку сметаат дека треба конечно да се стави крај на партискиот начин на избор на уставните судии и дека може да едноставно да застане целата оваа работа овде, бидејќи гласовите се бројат горе во собраниска сала. Ваша е задачата да одлучите дека може да дадете свој личен придонес во стопирањето и блокирањето, односно не апелирам на блокирање, меѓутоа во гласањето во врска со овие лица. Дали ќе изберете партиска наредба или ќе изберете CV кој што заслужува или лице кое што заслужува да биде уставен судија, зависи само од пратениците. Најпрво треба ние сами да се цениме, за да очекуваме да не цени и целата македонска јавност. Ви благодарам. Ви благодарам.